Неколку илјади демонстранти од шарената револуција стигнаа на протест пред владата, откако претходно успеа да ги пробијат полициските кордони. Полициски специјалци, засилени со оклопни возила и водени топови, ги блокираа сите приоди кон владата. Сепак демонстрантите успеа да пробијат прво еден од помалите кордони на споредните улички, а потоа специјалците се повлекоа и демонстрантите стигнаа пред владата. Таму скандираа мафија на робија и шутка не ти бега Никола. Демонстрантите од шарената револуција испорачаа две барања до властите и им дадо ултиматум до 18 јуни да ги исполнат. Тие бараат Уставниот суд да се изјасни за уставноста на специјалното јавно обвинителство на кое му се заканува укинување. Второто барање е да се запратат сењата и пријавите за учесниците на протестите и да се пуштат од притвор до сега уапсените демонстранти. Доколку овие барања не им се исполнат, тие најавуваат радикализација на протестите. Сега, кога знаеме дека нашата бројност и издржливост води кон правда и слобода, клучно е да продолжиме уште посилно до дефинитивен пат на овој автократски и корумпиран режим. Нема правда, нема мир! Нема правда, нема мир! Нема правда, нема мир! Нема правда, нема мир! Во среда, 8 јули, точно на пладне, ќе го блокираме сообраќајот во Скопје. Со оваа блокада ќе покажеме всушност како изгледа со години нашиот систем. Ние живееме во блокирана држава, со блокиран пристап до правда, блокирани партизирани институции. Власта претходно ги исполни двете клучни барања на демонстрантите, откако прво ја повлече одлуката за избори на 5 јуни, а непосредно пред денешниот протест, преседателот Ѓорги Иванов целосно ја повлече аболицијата. Зградата на владата и на денешниот протест беше мета на големите чатали со боја. Од пред владата демонстрантите се упатија кон плоштадот Македонија, на местото каде што на денешен ден пред 5 години за време на прославата на изборната победа на ВМРО ДПМН. Полицискиот специјалец Игор Спасов го уби младиот Мартин Мишковски. Власта се обиде да го заташка убиството, но под притисок на јавноста соопшти дека убиството го извршил полицаец. Тој беше осуден на 14 години затвор за убиството, но никој досега не одговараше за обидот за прикривање. Демонстрантите истуријат црвена боја на плоштадот, која треба да ја символизира крвта на убиениот Нешковски.